8 од 10 чекори кои се потребни за затворање на овогодинешниот циклус на реформската агенда, владата ќе ги испорача до крајот на јуни, кога е и последниот рок. Премиерот Мицкоски вели дека вчера во владата се одржал долг состанок со ресорните министри, за да се види до каде е работата и утврдено е дека има напредок. Уверува дека чекорите ќе бидат завршени. Оние кои нема да се испорачаат се за струјата и изборниот законник. Првото, затоа што сериозно би удрило врз джебот на граѓаните, а второто, зашто СРСМ ја напушти работната група, а законот се носи со консензус. Знаете дека тој се носи со консензус. СДСМ ја напушти работата на групата која што работи на изборниот законник и се додека е таа одлуката, ние изборниот законник не можеме да го донесеме, бидејќи тој е еден од оние закони кои што практично се во групата во која што е потребен консензус во рамките на собранието. Оној дел во кој што се бара од државата да не обезбедува 100% електрична енергија за домакинствата и сите оние корисници на електрична енергија од снабдувачот, бидејќи цениме дека тоа што го прифатила претходната влада, ако ние го продолжиме и го прифатиме, тогаш сметките за електрична енергија на домакинствата ќе бидат за 25 до 30 па и повеќе проценти поскапи. И тука свесно нема да одиме во реализација на тој чекор, бидејќи сакаме да го заштитиме стандардот на граѓаните. Мицкоски испрати и порака до граѓаните со резерва да ги прифаќаат пораките кои доаѓаат од опозицијската СРСМ, бидејќи партијата на Филипчев, како што рече, се користи со лаги и шпекулации само за да се ги спасат своите фотели на бихачка. И граѓаните би ги замолил сите оние пораки кои што доаѓаат од страна на опозицијата со резерва да ги прифаќаат, бидејќи целта на оваа опозиција не е да испрати точна порака или да биде конструктивна и да испрати решение, туку целта е да со лаги, со шпекулации привлече внимание, бидејќи тие не се борат на следните избори да победат, туку се борат да ова раководство остане се уште раководство во опозицијата. Премиерот вели дека реформската агенда воопшто не е во застој, туку бележи напредок и Македонија од последно место сега е рамо до рамо со така наречените фронтранери во групата.